Восстание на еден мал народ за својата голема слобода, загушен во крв и солзи, но и никогаш не згаснати надежи за слобода и независност, реализирани пред 80 години само на еден дел на Македонија. Останаа Егеј и Пирин покорени. И како што запиша Прличев во Сердарот, обичниот македонец се прашува дали ќе биде празник и каде ќе биде и кој ќе го слави. Оти времето врви и врви, а нашите соседи по стариот добар обичај, а со амин од фислишките влади на Македонија, како онаа на Зоран Заев, веќе длабоко навлегоа во програми, одлуки и договори за одбележување на Илинденското восстание од златното минато на Македонија. На мене се случува Сердаровата антитеза, како со Тајан Џафери, кога зборуваше на Мечкин камен, а бугарскиот премиер Бојко Борисов зборуваше во Скопје, а тоа нит беше празник, нит се знае кој го славеше. Македонскиот народ сигурно своето ќе си го направи во најубав ред и со најубав адет, исто онака како што пред точно 121 година, односно 80 години, тргна да ја ослободува Македонија. А празниците, како Илинденското восстание, се многу ретки. Во умни и здрави држави, со историја и традиции, овие настани се дочекуваат и слават како великденски јајца за Великден. За нив континуирано се зборува, организирано се приоѓа и маестрално се слави. Кај нас, Илинден и Асном се толку далеку ми се чини како никогаш досега не биле подалеку и позапоставени како национални празници на македонскиот народ. Сакам новата влада на Македонија, начело со премиерот Христијан Мицковски и председателката Гордана Селјановска, да го вратат на свое место значењето на Илинден 1903 и Асном 1944 година. Сакаме нашата татковина Македонија да се занимава со македонските работи, како што рекол Мисирков, а не со врските на предавничкиот преспански договор со Грција, добрососедскиот така наречен договор со Бугарија, законот за двојазичност и незаситените барања на албанскиот политички блок. Но мора новите власти на Македонија да не уверат и убедат дека ќе ја славиме историјата на македонскиот народ, а не онаа историја на Заев и предавниците му. По сите правила и закони не може и не смее ништо да има поголеми приоритети од прославата на Илинденското восстание и Асном. По Илинденското восстание и Асном и паднатите борци се чини дека се заборавени, а главни обврски се договорите со Бугарија, Грција и онаа тиранската платформа на албанските политички партии. Македонскиот народ во Македонија е збунет, а збунети сме и ние во иселеништвото. Се плашат да го изговорат историското име на Македонија, за да не ги навредат соседните држави Бугарија, Грција, Албанија, Србија. За жал, ние сме народ подложен да ни се фрла пепел во очи. Мудриот Черчил ќе рече, формирале нешто за да не се одбележи. Неминовно се наметнува прашањето и обврската спрема паднатите борци за слобода на Македонија. Господа, кога тие ги давале собствените животи со ура, вие и ние мораме громогласно, почитувани присутни, да викниме да живее Илинденското восстание, да живее Асном, да живее Македонија.